Добро вечер. Четврток, 22 часот. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината, имаме право да слушнеме една политичка анализа која ќе фрли светлина на многу работи, на многу процеси кои се случуваат во Република Македонија. Од последната анализа помина 2,5-3 недели, се случија многу работи. Се случија многу разврски во Република Македонија и има навестување за идни разврски кои ќе се случат во Република Македонија. Затоа во наредните 50 минути ќе биде посветено времето на една политичка анализа. Како што покажуваат резултатите, на гледаност вие сакате политички анализи, многумина од вас бараат од мене да има колку може повеќе политички анализи. Ние се трудиме барем 2 пати до 3 пати месечно да правиме политички анализи. Меѓутоа во ова календарска година или ова телевизиска сезона на емисијата во Центар, не успеавме да направиме од политичките анализи бренд емисии во рамки на циклусот емисии во Центар. Од наредната телевизиска сезона, тамо некаде септември, октомври 2021, па тамо до јули 2022 година, ќе се одбидиме да го надградиме тој бренд на правење на политички анализи, на телевизиски политички анализи. Затоа сега ќе имаме една политичка анализа, ќе бидете задоволни, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Што беше топ тема изминатата недела? Тоа е ребрендирањето на партијата ДУИ на Али Ахмети. Партијата ДУИ и Али Ахмети најави дека во иднина тие ќе функционираат како зелена партија во Република Македонија. И сите почнавте нели со напади дека тие биле планинари и дека на луѓето кои се симнале од планина, мислејќи на 2001 година, кои војувале во планина, кои правеле масакри и ѕвелста во планина, дека нив им е својствено да станат и зелена партија. Нема ништо поприродно, нели? Партијата која е настанала од УЧК, а УЧК бил во планините, на крај таа да заврши како зелена партија во Република Македонија. Меѓутоа суштината на тој потек, суштината на таа операција е многу подлабока. Кај Али Ахмети се гледат некои суштински промени и тие суштински промени се гледат последната една година, некаде 18 месеци. Од кога Али Ахмети го менува својот пиар тим, кога расчистува со македонските пиар агенции, еден дел на тие пиар агенции завршува кај Зоран Заев и ангажира израелски пиар тим, се гледат драматични промени во пиар стратегијата на Али Ахмети. Али Ахмети сега се обидува да се адаптира на новото време. Знаете, диносаурусите беа најмокни суштества на земјината топка. Денес диносаурусите можете да ги гледате само на макети во зоолошката градина. Зошто? Бидејќи не успеа да се адаптират. Тој што не успева да се адаптира, пропаѓа, исчезнува, умира. Тој процес кај Али Ахмети не се случува. 20 години од 2002 година Али Ахмети на политичката сцена. 2001 година не се појава како лидер на УЧК на ОНА НАНА во Република Македонија. Сите играчи кои беа соборци на Али Ахмети или со партици на Али Ахмети, или заедно со него го делеа политичкиот леп, го јадеа тој политички леп, сега се во политичка пензија. И Лјупчо Ѓоргиевски, и Љубе Бошковски, и Бранко Црвенковски, и Владо Бучковски, и покојниот Борис Трајковски, никој од нив го нема на политичката сцена. Сите нив ги дочека и ги испрати во политичка пензија Али Ахмети. Сите очекувавме дека Али Ахмети кон крајот на мај ќе заврши во Хаг. Али Ахмети е крупна фигура во тоа албанско, посебно косовско национално движење. Али Ахмети е еден од тројцата четворица луѓе кои се начело на тоа движење Косово Република. Тоа движење, таа структура, каде што е главен Али Ахмети или еден од двајца тројца главни заедно со Али Ахмети, го носат Хашим Тачи на чело на УЧК. Значи не е Хашим Тачи командант или предпоставен на Али Ахмети, туку напротив, обратно. Али Ахмети одлучува младиот Хашим Тачи да биде донесен и да биде ставен на чело на УЧК. И тој Али Ахмети, после 20 години силна и голема политичка кариера, сега се ребрендира и станува партија на зелените. Ајде да се обидиме на почетокот на оваа анализа во 3 или во 4 точки, да видиме како Али Ахмети го прави целиот тој процес на трансформација, целиот тој процес на ребрендирање. Во хороскоп е Јарец, исто како мене. Јас сум двоумни Јарец, дупли Јарец. На нас да фрлите атомска бомба, ние ќе преживееме. Кога сите го пражале Али Ахмети, кога сите на Али Ахмети му ја сркаа пченицата и го испраќаа во Хаг, Али Ахмети сега се ребрендира. И не само што се ребрендира, туку ќе биде активен фактор на политичката сцена. Ги гледа трендовите, ги гледа процесите, гледа од кој правец доаѓа лавината и за разлика од другите не чека да биде поклопен од лавината, туку се трга малку на лево или се трга малку на десно и се обидува да се спаси.
И тоа го прави најумешно на македонската политичка сцена. Во 4 или 5 точки ќе ви објаснам и ќе ви анализирам во што се состои ребрендирањето или што е суштината на таа политичка трансформација, кои пораки ги праќа Али Ахмети и што треба да очекуваме како политичка разврска врз база нова трансформација на Али Ахмети на македонската политичка сцена. Прво, ние имаме апсурдна ситуација, почитувани гледачи. Двете владеачки партии се трансформират, се ребрендират, ја менуваат својата мантра, го менуваат својот наратив, а опозицијските партии, без разлика македонски или албански политички партии, не се ребрендират. И тоа е карактеристично за македонската политичка сцена. СДСМ се врати на црвената боја, направи конгрес со непосредно гласање, Зоран Заев го потврди својот легитимитет, а гледате ВМРО ДПМН се плашат као ѓаволот крст да направат конгрес. Па спора дали конгресот кој требало да го прави мери од коалицијата, кој не беше направен, ќе бил легитимен или ќе бил нелегитимен. Од друга страна и гледате каква трансформација прави Али Ахмети. Вие таква трансформација немате нике БЕСА, таква трансформација немате нике алтернатива на албанците, немате нике алијанса. Значи двете владеачки партии, СДСМ во македонскиот кампус и ДУИ, односно Али Ахмети во албанскиот кампус, ја направија својата реформа, ја направија својата трансформација. Сватија дека помина времето на националистички партии и помина времето на национализмот. Кога 2016-2017 година Зоран Заев излезе со флоскулата едно општество за сите, денес ни е веќе јасно дека тоа не било флоскула, дека тоа не било стратегија на Зоран Заев, туку тоа била стратегија која му била сугерирана на Зоран Заев, му била сугерирана од американските пиар тимови, му била сугерирана од Калето, му била сугерирана од американската официјална политика. Али Ахмети на тоа реагираше доста несмасно, многу тешко му беше да се одвои од периодот на заедничко владење со Никола Груевски. На стратегијата или на платформата Едно општество за сите на СДСМ на Зоран Заев, на ланските избори Али Ахмети се спаси, бидејќи лани беше точно битка за преживување, дали ќе преживее Зоран Заев или ќе преживее Али Ахмети. Успеа политички да преживеат и двајцата. Меѓутоа на стратегијата на Зоран Заев Едно општество за сите, Али Ахмети одговори со албанец за премиер. Гледате како во 12 месеци Али Ахмети ја смени мантрата, го смени наративот, ја смени стратегијата, ја разбра пораката на новото време. А пораката на новото време нема место за национализам и нема место за националистички политички партии. И наместо албанец за премиер, сега Али Ахмети ви испраќа сосема друга порака, дека човекот, а не нацијата, е во центарот на неговото политичко внимание, центарот на неговото политичко делување. Пораката преку партијата на зелените или ребрендирањето на ДУИ во партија на зелените која сака да ви испрати е дека сите крупни политички и национални теми во Република Македонија се завршени. Завршен Охридскиот рамковен договор, вработени се албанците во државната администрација. Завршена е Тиранската платформа. Албанците се рамноправни во рамки на македонската држава или Република Македонија. И ви праќа скришна порака дека ќе биде решен проблемот со бугарите, бидејќи се решени сите клучни проблеми или сите клучни прашања. Македонија членка на НАТО и ќе ги отпочне преговорите со Европската унија. Сега Али Ахмети ви вели, ние ќе правиме партија која ќе се грижи за малиот човек. Ние поминуваме 1,5 година ни силни турбуленции во Македонија и во светот. Корона, пандемии, карантини. Се сменија нашите приоритети, почитани гледачи. Не знаеме уште колку ќе трае. Ние се надеваме дека завршува пандемијата, меѓутоа не знаеме уште колку ќе трае. Гледате, еден сој, втор сој, трет сој и така натаму и така натаму. Што значи дека ние сме во епицентарот на некоја биолошка, политичка и секаква друга разврска која се случува сега во светот и ние ги имаме сменето нашите приоритети. Животна средина, чист воздух, добра живеачка, тоа се нашите приоритети. Било која националистичка емисија и тема не поминува, гледате колку се гледани тие националистички емисии кои ви ги емитувам. Вие сте сега преокупирани сами со себе. Во изминати 18 месеци од кога сме затворени во карантини, ги сменивме нашите приоритети. Почнавме да размислуваме сосема поинаку. Почнавме да размислуваме дека светот е минлив, дека животот лесно завршува, дека треба да направиме се, да живееме сега и веднаш, а не да живееме во минатото или да живееме за 5 или за 10 години. Тоа го разбра Али Ахмети. Ребрендирањето на ДУИ во зелена политичка партија значи токму тоа. Во центарот на внимание се става малиот човек. Едно општество за сите. Пораката која ви ја праќаат Зоран Заев и Али Ахмети значи дека состава простор, состава маневарски простор во наредните 2, 4, 6 или 8 години да дојде до едно целосно стопување на СДСМ и партијата на Али Ахмети.
СДСМ изгуби својата албанска приказна. Изгуби со Беса, изгуби со Мухамед Закири. СДСМ нема леген на потенцијални гласови кои може да ги добие за да победува на сите наредни избори. Единствениот леген од каде што може да црпи гласови и Зоран Заев и Али Ахмети е коалиција предизборна, а подоцна некоја цврста коалиција, па можност раснување на двете политички партии во една заедничка партија. Тие гласови околу 100, 120, 150 илјади гласови кои ќе ги донеси Али Ахмети, тие 300, 350 или 400 илјади гласови кои ќе ги донеси Зоран Заев, им гарантират победа на сите избори. Тоа е суштината. Со правење и ребрендирање на партијата и правење партија на зелените, Али Ахмети отвара простор за можно не само коалицирање, туку спојување и страснување на партијата на Зоран Заев и партијата на Али Ахмети. Знаете што е поразително за мене, почитувани гледачи? Партијата која настанува од УЧК покажува поголем демократски капацитет, поголем капацитет за промени, за прилагодување, за трансформација, за читање на пораките на новото време. И тоа е тоа што треба да ги загрежи сите политички партии на политичката сцена во Република Македонија. Кога партијата која настанува од УЧК, која настанува од командантите на УЧК, командант Форина, Али Ахмети, Абаш Џука и така натаму, се трансформира во партија на зелените или зелена партија, тоа значи дека некои идни кадровски разврски во врвот на таа партија, на челната позиција во таа партија или самиот врв на таа партија, не мора базата од кај што ќе се регрутираат новите челници да биде исклучиво од базата на команданти на УЧК. Може да биде било кој, бидејќи тие се веќе партија на зелените. Припаѓаат на големото семејство, европско семејство на зелените партии, тие се етаплират. И ние полека на политичката сцена во Република Македонија ќе имаме социјалдемократска опција, тоа ќе биде СДСМ, ќе имаме демохристијанска опција, тоа ќе биде ВМРО-ДПМН и ќе имаме партија на зелените, тоа ќе биде Али Ахмети. Кога ќе погледнете што се случува во Германија, тие три партии се на челните три места на сите анкети. Води партијата на Меркел или се менува во водство на анкетите заедно со партијата на зелените, а под нив некаде за 5 или 10% е социјалдемократската партија која е во коалиција со Ангела Меркел. Е таква политичка разврска ќе има и сега на македонската политичка сцена. Демохристијаните ВМРО-ДПМН, социјалдемократите или СДСМ на Зоран Заев и левата партија или партијата на зелените, тоа ќе биде Али Ахмети. Полека Али Ахмети ќе опфаќа све она што опфаќа сега левица. Али Ахмети ќе биде новата современа левица. Новата современа левица која ќе води одредена прозелена кампања во Република Македонија. Таа партија, пред некоја идна кадровска разврска, ќе избери лидер кој не мора по дефиниција да припаѓа на командантите на УЧК. И тоа веќе ќе го видиме на локалните избори. На локалните избори очекувам дека ќе излезат со сосема нови кандидати. Ќе има многу интересни политички разврски на тие избори, меѓутоа тоа е партија која веќе се етаблираше и тоа е партија која веќе не се врти наназад. Изминатите 20 години, почитувани гледачи, постојано се поставуваше прашањето што е тоа што ги иритира албанците и што е тоа што е неприфатливо за албанците. И во неколку наврати албанците, бидејќи тоа за нив беше неприфатливо, одбива одредени политички коалиции, коалиција со Никола Груевски. Одбива одредени политички министри кои требаше да ставени, одредени политички предлози или одредени политички стратегии и постојано велеа тоа е неприфатливо за албанското гласачко тело. И никој во Република Македонија не го поставуваше прашањето а што е неприфатливо за македонското политичко и гласачко тело? Што ги иритира македонците? Со ова трансформација на Али Ахмети, конечно албанците испратија порака дека внимават и дека се грижат за сите работи што ги иритираат македонците. И дека ако сакаат да градат заедничко општество за сите, на македонци, на албанци, на роми, на турци, на срби, на сите кои живеат во Република Македонија, веќе ќе треба да престанат да бидат себични и да мислат само на себе и тоа што само нив им одговара. Туку треба да почнат да размислуваат за сите кои живеат во Република Македонија. Тоа е пораката на новото време. Пораката на новото време, ако градите општество за сите, тогаш треба да внимавате и на тоа што им одговара на турците, што им одговара на србите, што им одговара на македонците, а не само што им одговара на албанците. Зоран Заев се обиде преку Ермира Мехмети, се обиде преку Беса Арифи, да ја компензира или да го компензира тој недостиг на политика со која можеше да им се обрати на албанците.
бидејќи сами учествуваше дека после изборите минатата година на 15 јули, тој веќе нема политика која може да им ја протиде на албанците. И дека тие албански гласови кои дојдоа на изборите на 11 декември 2016 година ги снема. Не постојат повеќе тие албански гласови. Тоа не може да му ги донеси ниту Мухамед Зекири, тоа не може да му ги донеси ниту Фатмир Бетичи, тоа не може да му ги донеси ниту Беса партијата на Билал Касами. Тоа може да му ги донеси само Али Ахмети. Двата големи системи политички, тоа е ДУИ и СДСМ, сватија дека мора заеднички да ги здружат силите. Никола Груевски 2004 година го направи референдумот, тој беше неуспешен референдум, меѓутоа за прв пат во историјата на ВМРО ДПМН партијата освои повеќе од 400.000 гласови, некаде околу 440.000 гласови. Тоа се случи прв пат 2004 година. Од 2004 година па се доека не падна од власт, а тоа 11 декември, изборите 11 декември 2016 година, на сите избори, освен изборите кај што победи Георгиевна во првиот круг на претседателските избори, ВМРО ДПМН во континуитет освојуваше повеќе од 400.000 гласови. Зоран Заев на референдумот освои некаде околу 609.000 гласови. Политичкото промашување на Зоран Заев, или тоа што не успе да го направи Зоран Заев, е тие 609.000 гласови кои ги освои на референдумот 2018 година, што не ги преточи во политичка коалиција, што не успе да се договори со Али Ахмети и со ДУИ, тие 609.000 гласови, ајде да ги трнеме гласовите на алтернативата на албанците и да ги трнеме дел на гласовите на алтернатива на Африм Гаши, тие 609.000 гласови сигурно не се помалку од 520-530.000 гласови. Со 520-530.000 гласови Зоран Заев ќе победуваше на сите избори, ќе победуваше убедливо на сите избори, немаше да ја носи она нестрекна пратеничка од битолова скафандер да може да гласа и ќе имаше многу стабилно мнозинство во македонскиот парламент. Никола Груевски успеа да ги капитализира тие 440.000 гласови, Зоран Заев не успеа да ги капитализира тие 609.000 гласови. Ова што сега се случува во СДСМ, ова што сега се случува во ДУИ е накнадна памет. После 1, 2 или 3 години, тие се сетија каде го направија клучното промашување. А клучното промашување е секогаш да ја делите Македонија на Македонија која е за ЕУ и НАТО и Македонија која е против ЕУ и НАТО. Ако Зоран Заев и Али Ахмети се Македонија која е за ЕУ и НАТО, Христијан Мицкоски е Македонија која не е за ЕУ и НАТО. Гледате што сега се случува после ова препорака на Бајден, црна листа на Бајден. Ако ви еднаш ке дојдете на црна листа, тешко излегувате од таа црна листа. Мендух Тачи и Лјупчо Георгиевски се пред 20 години ставени на црна листа. Направиле све што им барале американците, меѓутоа никако американците да ги стигнат и да ги трнат од таа црна листа. И се доека постои таква поделба на Македонија која е за ЕУ и НАТО и Македонија која протестира против ЕУ и НАТО, ВМРО ДПМН нели протестира против договорот со Бугарија, а протестирајќи против договорот со Бугарија вие де факто протестирате против отпочнување на преговори со Европската унија, се доека постои таква поделба на Македонија која е за ЕУ и НАТО и Македонија која протестира против ЕУ и НАТО, Зоран Заев не може да биде поразен на било кои избори. Тоа го има разбрано Зоран Заев. Зоран Заев може да биде поразен само во мирнодопска политичка ситуација, кога ќе прави глупости Драги Рашковски, кога ќе прават глупости суставни судии, кога ќе прават разни други политички промашувања. Меѓутоа секогаш кога Зоран Заев ќе наметни тема кој е против ЕУ и против НАТО, кој е за ЕУ и НАТО, Зоран Заев не може да изгуби на избори. Христијан Мицкоски то никако не може да го разбери, се дека Христијан Мицкоски води таква политика, да биде против ЕУ, да биде против НАТО, да биде надвор од сите политички процеси кои се случи изминатите 4 години од кога е лидер на ВМРО ДПМН на македонската политичка сцена, Христијан Мицкоски не може да победи на било кои избори. Со ова трансформација на ДУИ во партија на зелените, всушност ги туркат и партијата на Зиедин Села, и партијата на Африм Гаши, и партијата на Таравари, и посебно ВМРО ДПМН, тамо крајно десно, во класични националистички води. И бидејќи тие намерно се туркат во такви националистички води, СДСМ и партијата ДУИ, односно Али Ахмети, ќе победуваат на сите избори во Република Македонија. Тоа е стратегија која тие како кукавичко јајце има подметнуваат и на ВМРО ДПМН, и на Африм Гаши, и на Зиедин Села. И тоа е суштината на тоа што сега се случува на политичката сцена. Али Ахмети, веројатно по сугестија на пиар тимот од Израел, меѓутоа уште поверојатно под сугестија на Калето, на американската официјална политика, на тоа што ќе се случува во наредниот период, не само на македонската политичка, туку и на регионалната политичка сцена, ја разбра пораката на времето,
побрза да се трансформира, да може во лет да ги фати сите промени кои ќе се случуваат и така трансформиран да го дочека новото време. Тоа е суштината на тоа што се случува. Знаете кој е најпоценето министерство од сите министерства во владниот кабинет? Тоа е Министерството за екологија. Ако имате способен министр за екологија, почитани гледачи, вие ќе може да контролирате сите процеси, не само индустријски, не само финансиски, туку геополитички. Дали ќе увезувате руски природен газ или ќе увезувате нафта од шкрилци од Израел. Тоа ќе зависи од Министерството за екологија. Тој што го има Министерството за екологија може да прави што сака, од рекет до политичка стратегија која може да спроведе во Република Македонија. Сите странски инвестиции кои доаѓаат во Република Македонија, сите големи компании, дали е тоа Макстил, дали е тоа Алколоид, било која компанија, мора да задоволуваат одредени еколошки стандарди. Тие еколошки стандарди и тие правила кои треба да бидат испочитувани, може да ги пропишуваат Министерството за екологија и Министерството за економија. Начело на Министерството за екологија и начело на Министерството за економија се наоѓаат кадри на ДОИ. И те може да прават што сакат. Гледате што прави партијата на зелените во Германија. Таа е финансирана од руските олигарси. И тоа е сосема нормално, бидејќи партијата на зелените се залага за еколошки чиста Германија. Кој е еколошки најчист енергенс? Тоа е рускиот природен газ. И нема ништо поприродно ако русите сака да го донесат рускиот природен газ во Германија, да инвестират во партијата на зелените. Зошто? Бидејќи партијата на зелените, залагајќи се за еколошки чиста Германија, се залага за најеколошки чисто гориво. Најеколошки чисто гориво е рускиот природен газ. Слично ќе се случи во Република Македонија. Кога ние ќе почнеме да ги поставуваме тие клучни прашања, како се загадува Скопје, зошто се загадува Скопје, од каде се купуваат енергенси, дали се тие чисти енергенси, кои се еколошки најисправни, најчисти и така натаму, тука до израз ќе дојде Министерството за економија и Министерството за економија, односно екологија. И ако Али Ахмети е чело на партијата, кој контролира тие две клучни министерства, ќе може да контролира не само политичката разврска, туку и геополитиката на Република Македонија. Ако пред 3 години дојде Мајкл Помпео и рече дека Македонија енергетски треба да се поврзи со Грција, а преку Грција да се поврзи со Израел, тоа е она стратегија кога нафтените деривати треба да се прават од нафтени шкрилци и дека тоа било еколошки многу поисплатливо, многу почисто, но многу поскапо, и кога на друга страна ќе имате понуда за руски природен газ, тоа ќе зависи од Али Ахмети. Али Ахмети ќе може сега да кокетира со американците и да кокетира со русите. И нема ништо поприродно од партијата која настанала од марксисти и ленинисти да си задржи остадена историска ролја, одреден историски линк, да може да комуницира и со Вашингтон, да може да комуницира и со Москва. Зошто? Бидејќи Москва учествувала во нивното формирање, а Вашингтон, како што прави секојаш во својата кариера, ги земале тие структури и ги направиле своји соработници. Така се случи во сите држави на просторот на поранешна Југославија. Старите структури на УДБА, кои работеа за УДБА, кои беа регрутирани за УДБА и кои во еден голем дел, освен за УДБА, работеа за руските разузнавачки структури, после распадот на СФР Југославија, стана најблиски соработници на американските служби. Структурите на Сорос во Македонија, структурите на Сорос на просторот на поранешна Југославија се регрутирани од поранешни левичари. Левичари кои учествувале во протестите 1968 година, учествувале во сите тие протести. Тие се базата од каде што американците ги регрутираа своите соработници или ги регрутираа своите играчи. И тоа се случува не само во македонскиот, туку во албанскиот политички кампус. И ако на времето сојузната УДБА имаше најмногу разузнавачки упоришта во Косово, во албанскиот дел на Република Македонија, тие упоришта после распадот на СФР Југославија премина на страна на американците. Одеднаш најголемите русофили стана најголеми американци. И тоа најмногу дојде до израз посебно во албанскиот политички кампус, во Македонија, Косово и во Република Албанија. Како беше она за Фраканција? Дека во Тирана отвара чадор, ако во Москва врни дош. Тоа се албанските политички разврски. Сега Али Ахмети, како партијата на зелените, ќе има комуникација и со Калето, и со американската политика, и таа ќе биде јавна комуникација, но ќе има подземна комуникација, ќе има бизнис комуникација, секаква друга комуникација и со Москва, и со руските олигарски интереси, руските енергетски интереси во Република Македонија. И ќе се обиде да биде мост кон се и се што, да биде на геополитичко ниво мост, да биде на бизнис ниво мост и да биде на политичко ниво мост. Во еден временски период, албанците и македонците преку СДСМ и преку ДУИ, преку можна нивна коалиција и можно нивно спојување, ќе може да комуницираат со сите. Зоран Заев беше на одредена средба во Турција. На таа средба во Турција беше побарано
турците да градат одредена фабрика за вакцини во Република Македонија, но што уште поважно, беше побарано, ќе анализираме конкретно емисијата таа средба, беше побарано одредена индустријска зона во Гевгелија да дојде во турски раце. Бидејќи турците се заинтересирани тој дел на Македонија кој граничи со Грција, а тоа е најголемото стравување на Грција. Ципрас, поранишниот грчки премиер, рече дека ако не го потпиша Преспанскиот договор, ако не се договорија со Македонија за промена на името и договор Македонија да стане членка на НАТО, дека постоела многу сериозна опасност турска војска, турски акцер да биде стациониран на грчката северна граница. Сега турците тоа го знаат и турците се обидуваат да исправат историската грешка. Се сеќавате на посета на Чавушоглу во Република Македонија. Чавушоглу беше првиот министар за надворешни работи, еден од првите министри за надворешни работи кој дојде во Република Македонија после настаните на 27 април 2017 година и подоцна формирањето на владата на Зоран Заев. Турците не веруваат дека македонците и грците ќе се договорат и ќе подпишат Преспанскиот договор. Бидејќи Турција направи лоша политичка проценка, сега се обидува Турција да се излечи од таа лоша политичка проценка и да ја добие таа индустријска зона во Гевгелија која е на самата граница со Грција. Грците ќе имат проблем против таква зона, бидејќи знаете ако на тој принцип се даваат зони, тогаш бугарите ќе барат одредена индустријска зона или одредена слободна царинска зона на границата со Бугарија, ке Делчево, Берево, Пехчево и така натаму и така натаму. Албанија ќе бара некоја зона Дебар, Пешкопеја и така натаму. Србите ќе бараат некоја зона кај Команово. Значи, од стратешки аспект тоа е проблематична одлука, вие на турците да им дајте одредена зона која ќе граничи со самата Грција, бидејќи на тој начин ги иритирате грците. Меѓутоа, ајде да речеме дека Зоран Заев се договорил со Тајип Ердоган да му ја даде таа зона, бидејќи тоа е барањето на Турција. Веројатно Македонија ќе бара за компензација или ќе бара за водрат некои други работи кои може да ги добие од Турција. Не е битно. Значи, тоа била една од темите кои разговара на таа средба помеѓу Тајип Ердоган и Зоран Заев. Интересно е што на таа средба освен Зоран Заев и Венко Филипче, бил поканет и Бујар Османи, министерот за надворешни работи. Такви се моите информации. И Бујар Османи не се појави на таа средба. Тоа покажува дека Али Ахмети се плаши од таа турска линија. Дока и 2008 година Али Ахмети и турската политика имаа многу добри билатерални односи. После 2008-2009 година Али Ахмети како да се дистанцира од турската политика, посебно од турската политика во Република Македонија, посебно од политиката на Тајип Речеп Ердоган, сметајќи дека таа турска политика сака да ги искористи албанците за реализација на својата геополитичка роља на Балканскиот полуостров. И така почна тој процес на заладување на односите помеѓу партијата на Али Ахмети Дуј и политиката на Речеп Тајип Ердоган. Сега Али Ахмети има еден многу суштински проблем, а тој проблем е дека постои одредена врска, одредена линија која почнува од Илир Мета, структурите на Илир Мета во Албанија, него му изгласа импичмент, ќе видиме како ќе заврши, тој е албанскиот председател. Градоначалникот на Гостивар, тој е господинот Таравари, Муса Џафери Изет Меджити во Скопје, еден газда на најмокната албанска телевизија во Република Македонија, господинот Чавушоглу во Турција, Александар Николовски во Република Македонија, тоа се носители на таа проруска политика тука на Балканскиот полуостров. Тука се замешани азербеџански, руски, унгарски, маđарски пари. Не може да се најди крајот. Али Ахмети се плаши од таа турска роља, се плаши од таа турска улога, бидејќи секоја за таа турска роља и таа турска улога стојат многу валкани пари кои може да му работат за неговата фотелја. И тука ќе биде разврската на локалните избори. За Али Ахмети ќе биде клучно како да го спаси Зиедин Села, бидејќи Зиедин Села може да му биде корисен, но му е проблематичен Арбен Таравари. И СДСМ и Али Ахмети ќе направат се Арбен Таравари да изгуби на локалните избори во Гостивар. Дури се подготвени, според моите анализи, да го понуда Чаир као компензација за Гостивар. Бидејќи ако го понуда Чаир на алтернатива или на алијанса на албанците, тогаш ќе го елиминират Изет Меджити и неговото влијание на македонската политичка сцена. Може да му го понудат и да му понудат градот Сруга на Зиедин Села, меѓутоа клучно е да биде елиминиран Арбен Таравари, бидејќи Арбен Таравари е про-ВМРО линијата. Тоа е таа про-турска линија во Република Македонија, таа е про-унгарска и про-руска линија. И тамо влегуваат огромните пари. Таа коалиција на делови на ВМРО ДПМН, делови на албанските опозицијски партии, делови на мокни медиуми, проалбански медиуми во Република Македонија, кои се финансираат со унгарски, со турски и со руски пари, му представат најголема опасност на Али Ахмети. И сите овие работи кои ги прави Али Ахмети се обидува да елиминира таа опасност. Затоа велам, клучно ќе биде Арбен Таравари да не победи на изборите во Гостивар. Дали ќе им биде компензирано со Чаир, дали ќе им биде компензирано со Струга е небитно. Меѓутоа за СДСМ, за Дуј, за Зоран Заев и за Али Ахмети е битно Арбен Таравари да ги изгуби изборите
на локалните избори оваа есен. Ако тоа се случи, тогаш за еден селак има многу поголем маневарски простор, бидејќи без разлика што за еден сел е прв човек на таа партија, клучниот играч, клучните лостови и клучната политика ја креира и диригира Арбен Таравари. И тука на локалните избори ќе се види која структура ќе победи во алтернатива на албанци. Бидејќи ако победи структурата на за еден села, тогаш таа структура многу полесно ќе може да коалицира со ДУИ и со СДСМ, отколку што тоа може да го прави Арбен Таравари, седок Арбен Таравари е клучен во креирањето на политиката на таа политичка структура. Сега ќе гледате, почитни гледачи, како ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ќе се туркат кон национализам. И Христијан Мицкоски тоа мора да го прави, бидејќи тоа единствен начин, единствен рецепт да остане на чело на ВМРО ДПМН. Не постои друга шанса Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН, освен да прави протести. Да прави протести против договорот со Бугарија. Ако не ги прави тие протести, што може да прави? Нема структура на терен, треба да гради нова структура, а нема време пред локалните избори. Во септември го чека пописот. Тој не може да го проблематизира пописот, бидејќи на таа тет лидерска средба со Зоран Заев, тој не побара да биде сменета методологијата. Не успеа да се избори да биде сменета методологијата за пописот во Република Македонија. И методологијата не е сменета. Пописот е само пролонгиран за 6 месеци. Пописот и денес се спроведува. Не се спроведува на територија на Република Македонија, но се спроведува во Канада, се спроведува во Швајцарија, се спроведува во Германија, се спроведува во Австралија, некаде повеќе, некаде помалку. Ако пописот се спроведува и понатаму, односно се спроведува во македонската диаспора, тоа значи дека не е сменета методологијата. Односно само е пролонгиран пописот на територијата на Република Македонија од 1 април за 1 септември. 1 септември ќе биде 30 дена пред почнување на кампањата за локални избори. Бидејќи Христијан Мицкоски нема да може да го проблематизира пописот, а ќе го проблематизира Пасиев, Левици, целата таа структура, целиот тој националистички конгломерат во Република Македонија, Христијан Мицкоски ќе мора да го проблематизира договорот со Бугарија. Бидејќи ако не може да проблематизира попис, ако се постигне договор со Бугарија, а договорот со Бугарија е постигнат, само прашање како тој ќе биде ратификуван. Таму имаме две структури, почитни гледачи, и таму имаме многу сериозни политички разврски кои сега се случат во Република Бугарија. Председателот Радев сака да добие втор мандат. За да добие втор мандат, тој мора да има западна подршка и подршка од Соединетите американски држави. Ова политика на Џо Бајден и новата црна листа, значи дека Џо Бајден активно и американската политика истедла пантенот се враќаат активно на политичката сцена на Балканскиот полуостров. Ке стимулират политички разврски кои ќе одат и ќе бидат првата линија на огрот кон Кина и кон Русија. Радев тоа го знае и знае дека за да добие втор мандат председателски во Република Бугарија, треба да ги откочи преговорите со Република Македонија. Последните кои се спротивставува на американските национални интереси на Балканскиот полуостров беа Нова демократијата и Костас Караманлис. Тоа го направија во Букурешт 2008 година. Во Букурешт 2008 година јавно им се спротивставија на американците и јавно му се спротивставија на тогашниот американски председател Џорџ Буш. Знаете што му се случи на Костас Караманлис? Немири по улиците во Атина, должничка криза во Грција и негово брутално рушење од власт. Тогашниот министер за одбрана во грчката влада, во еден од грчките неделници, имаме емисија посебно за тоа снимање, јавно кажа дека тоа што се случува во Грција е американски одговор на ветото кое Костас Караманлис го стави во Букурешт за прием на Македонија во НАТО. Е нешто слично сега се случува во Република Бугарија. Гледате како завршува Бојко Борисов, како се демонтира целата структура на Бојко Борисов, како се демонтира структурата на Красимир Каракачанов. Па пред 3 месеци тој истиот Красимир Каракачанов им велеше на американците да гледат што се случува во Аризона и во Ајова, а да не се мешат во разврските на Балканскиот полуостров. И не влезе во парламентот. Сега напри нова коалиција и повторно е под цензусот. На изборите имаше 3,5% до вербата на гласачите, сега има 3,4%. Таа разлика од 6 или 7% помеѓу Слави Трифунов и Бојко Борисов сега е намалена само на 2%. Како ќе се доближат изборите, така ќе се топи предноста на Бојко Борисов. Бојко Борисов е пуштен из вода, пуштен од ДЕА, Агенцијата за наркотици и дроги на Соединетите американски држави. И тоа, тој што не го гледа, не разбира политика. Тоа што сега се случува во Бугарија е реприза на тоа што се случуваше во Грција 2008 година. Црни листи, бизнисмени на црни листи, демонтажа на одредена политичка структура, демонтажа на одредено политичко разузнавачко подземје, бркање на проруски агенти кои функционираат на територија на Бугарија, пуштање низ вода на Бојко Борисов, пуштање низ вода на Красимир Каракачанов, поранешниот министар за одбрана и премиер на бугарската влада.
Тоа значи американски одговор на бугарското вето за Република Македонија. Тоа е македонска клетва, тоа што се случи како политичка разврска во Грција со Караманлис, кој стави вето за прием на Македонија во НАТО, тоа им се случува на бугарите кои ставија вето за почнување на преговорите на Македонија со Европската унија. Бидејќи тоа не е вето за Македонија, туку тоа е вето за реализација на американската политика за стабилизирање на јужното крило, на западниот Балкан. Бидејќи без стабилизирање на јужното крило, на западниот Балкан не може да биде стационирана, не може да биде изградена таа прва линија на огнот против Русија и против Кина. Ставајќи вето за Република Македонија, Бугарија се спротивства на американските интереси. Затоа се ставени бугарите на црните листи. Затоа повторно се прават црните листи на Џо Бајден. Затоа повторно сите тие радикални политички структури кои се спротивстават на сите договори кои ги имаат спонзорирано американците, ќе ставени на црна листа. Тоа ќе бидат политичките разврски, почитувани гледачи. Македонија и Бугарија имаат направено договор. Нема никаква дилема. Тоа само човек што не се разбира политика не знае дека е направен тој договор. Ние тој договор ќе го објавиме на порталот во Центар, ќе можете да го прочитате на порталот во Центар. Тоа не е договорот кој боли глава. Тамо се некои општи флоскули, општи фрази и тој договор кој ќе прочитате ќе сватите дека португалскиот предлог кој е некаде од 18 мај ова година, односно пред некаде повеќе од 3 недели, всушност е предлог кој овозможува решавање на македонско-бугарскиот спор. Да, јас не сакам Гоце Делчев да биде пишан како бугарин, да, јас не сакам Илинденското востание да биде пишано како бугарско, тие работи не ги прифаќам. Меѓутоа тоа е направено така елегантно да може да бидат избегнати сите тие работи. Клучно ќе биде формулацијата како да се дефинира јазикот во Република Македонија. Бидејќи македонска држава е формирана 1944 година, ќе се оди веројатно на одредена варијанта на кодификација на јазикот, не дека јазикот е настанат 1944 или 1945 година, туку дека јазикот е кодифициран. Па и бугарите го кодифицира својот јазик кога стана држава. Претходно постоеше бугарски јазик, меѓутоа не беше кодифициран. Таква некоја форма ќе се направи. Значи велам, постои договор помеѓу Бугарија и Македонија, меѓутоа ќе биде проблем кој ќе го ратификува тој договор во бугарскиот парламент. Како што сега стојат работите, ќе биде многу тешко да биде формирана бугарска влада и после изборите во јули. Бидејќи се раштркани гласовите, бидејќи 4 или 5 политички субјекти имаат поголема доверба од 10%. Во парламентот влагат само 6 партии, шестата партија на Маја Манолова, партијата на турците која тежи некаде 9,9% или 10%, еве да заокружиме, партијата на Иван Костов која тежи некаде 11%, бугарските социјалисти кои тежат некаде 14%, според последните анкети кои ги прави Алфа Ресърч во Бугарија, партијата на Слави Трифунов тежи некаде 20% и партијата на Бојко Борисов некаде 22%. И тие 6 партии ќе влезат во бугарскиот парламент. И ќе биде многу тешко да биде направена нова бугарска влада, а било кој договор кој ќе го постигнат Македонија и Бугарија, а веројатно треба да биде постигнат договор пред самитот на Европската унија, тоа е 20-21 јуни. Ако не биде постигнат договор пред 20-21 јуни, веројатно ќе се остави тоа да биде направено во текот на летото и подоцна да може на амбасадорско ниво да бидат отпочнати преговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија, небитно. Пред тоа има на 14 јуни самит на НАТО, кој ќе биде многу битен самит, кај што Џо Бајден прв пат ќе се сретне со европските лидери и ќе може да им ги прати своите пореки на европските лидери, не само со Реџеп Тајип Ердоган, туку и со луѓето од Западниот Балкан, вклучително и со председателот на Бугарија. Ќе бидат пратени пораките кои треба да бидат слушнати, меѓутоа нема кој во бугарскиот парламент да го ратификува тој договор. Ако Бугарија влезе во одредена политичка нестабилност, да не може да формира влада, да може тешко да формира влада, да остане со службен кабинет или со службен владен кабинет, ке нема кој во Бугарија да го ратификува тој договор во бугарскиот парламент или во бугарското собрание. И тука е проблемот. Не е проблемот да се постигне договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, и не е проблем да се постигне договор кој нема да ги загрозува ниту бугарските, ниту македонските интереси, а клучно е она што кажуваше Љупчо Ѓорѓиевски дека името Северна Македонија не значи географски аспирации кон Источна Македонија, односно кон Пиринска Македонија. И во португалскиот предлог првата точка е токму тоа, дека името Северна Македонија се однесува само на територијата на Република Македонија, а нема географски аспирации. Односно нема аспирации кон Егејска Македонија и нема аспирации кон Пиринска Македонија, односно кон Јужна Македонија и кон Источна Македонија. Тоа е суштината. Тука се најголемите бугарски стравои, не е Гоце Делчев, не е Цар Самуел, не е Питу Гули, така натаму и така натаму, туку се тие територијални аспирации, односно дека името Северна Македонија не асоцира дека
во еден нареден временски период ќе дојде до обединување на Северна со Источна и со Јужна Македонија. И тоа се дефинира со тој португалски предлог од 18 мај оваа година. Има некој non-paper кој испратил до македонското министерство за надворешни работи некаде на 11 декември минатата година, каде што се повикуваат најмногу на тој non-paper. Бугарите има тоа на декларација која 2017 година имаат усвоено во бугарскиот парламент. Ние го имаме тоа non-paper кој на 9 или 11 декември го имаме испратено до Република Бугарија. Тоа е суштината на португалскиот предлог за решавање на македонско-бугарскиот спор. Тој договор со кој сега мафта Христијан Мицкоски го има ставено на располагање Зоран Заев. А тој глуми Джеймс Бонд, дека го добил преку некои дипломатски извори, преку некои дипломатски канали. Не. Договорот со Македонија и Бугарија на Христијан Мицкоски му го има ставено на располагање Зоран Заев. Со тој договор сега мафта Христијан Мицкоски и ставено му е на располагање бидејќи само со протести против тој договор Христијан Мицкоски може да остане на чело на ВМРО ДПМН. И тоа му одговара на Зоран Заев. Од една страна Христијан Мицкоски останува на чело на ВМРО ДПМН, со помош на тој договор може да прави одредено радикализирање во рамки на чаша вода, не претерано мокно, туку во рамки на чаша вода, да го радикализира своето членство, да ја продава приказната дека се распродаваат македонските национални интереси. Тоа му одговара на Зоран Заев бидејќи секојаш има црно и бело, секојаш може да каже ако мене ме симните од власт, тогаш клучот на европската агенда ја давате во раката на човек кој не се согласува со влез на Македонија во НАТО, тој е Христијан Мицкоски. И тука имаме вин-вин ситуација. Христијан Мицкоски ќе се обиди со помош на тој договор да остане на чело на ВМРО ДПМН, а Зоран Заев ќе го користи тоа делување на Христијан Мицкоски да им прати порака на американците на Европската унија, да му ги простат сите политички промошувања од Драги Рашковски до Уставен суд, меѓутоа во споредба со Христијан Мицкоски е многу подобра политичка алтернатива за НАТО и за Европската унија. До крајот на анализата ќе анализираме уште три многу битни прашања, односно три многу битни сегменти теми. Што се случува во ВМРО ДПМН и што ќе се случува во ВМРО ДПМН, што се случи и што ќе се случи во СДСМ и што се случи и што ќе се случи во Турција поврзано со Реджеп Тајип Ердоган, бидејќи тоа ќе има битни политички разврски за целиот Балкански полуостров. Ја слушнавте веројатно на аудио снимка на Елена Жугич, која е сега советник во Градското собрание на градот Скопје. Таа учествува на одредена партиска трибина, колку што може да се разбере од снимката, во општина Бутел. Испраќа три многу јаки пораки, дека за ВМРО ДПМН е клучно да победи во Скопје. Тоа ќе биде многу тешко, без албански гласови, и ќе биде многу тешко да се порези таа коалиција на ДУИ на СДСМ, без разлика дали ќе биде Петре Шилегов или ќе биде некој друг Петре Шилегов. Меѓутоа, како што вели Елена Жугич, клучно е да се победи во Скопје. Не е битно кој ќе победи во Пробишти. Како второ, дека е демотивирано членството, дека е демотивирана партиската структура и дека ако се изгуби во Скопје и со така демотивирана структура и со така демотивирано членство, ќе биде тешко да се добијат парламентарните избори. Или како што таа вели, ќе има колапс на парламентарните избори. Нема да добијат ниту 10 пратеници. Тоа го вели Елена Жугич на партиска трибина во општинската организација на ВМРО ДПМН во Бутел. И како трето, таа вели дека се случува еден силен процес на албанизација на Скопје, дека структури од Косово, структури од Тетово и структури од Гостивар доаѓаат на 2 минути до центарот на Скопје. Дека тоа што го направи во Чаир, сега го прават во Бутел, но што е уште полошо, дека на езерото Треска ќе инвестирал некој турчин, внимавајте, жената која направи кариера со турските серии, се ги смета дека некој турчин ќе инвестирал на езерото Треска. При тоа немало да инвестира во фабрики, туку ќе инвестирал во казина, во шопинг молови, така натаму, и цело Косово и цела Западна Македонија, се мисли на албанскиот дел на Западна Македонија, за викенд ќе биде во Скопје. Тоа се трите работи ги кажува Елена Жугич и вели, тоа го кажуваше Никола Груевски. Уште да бидат инсталирани бегалски кампови и се оно што ви окажуваше Никола Груевски ќе биде остварено. Значи не вели тоа ви окажуваше Христијан Мицкоски, не вели тоа ви окажуваше Сашо Мјалков, не вели тоа ви окажуваше Александар Николовски, тоа ви окажуваше Никола Груевски. Гледате како тоа што окажуваше Никола Груевски сега се прави некоја македонска верзија на пораките кои Слободан Милошевиќ ги испрати до српскиот народ после губењето на изборите на 5 октомври. Тоа што Милошевиќ им го каже на србите, нели тоа е сега пишувањето на српските медиуми. Тоа е пишувањето на српските портали. Тоа што го каже Милошевиќ или аманетот на Милошевиќ, што ќе се случи во Србија, денес де факто се случува во Србија и се случува на Балканскиот полуостров. Елена Жугич сега прави реприза на српското сценарио, прави реприза на аманетот на Слободан Милошевиќ и им вели на партиските члени на општинската организација во Бутел дека се што зборел Никола Груевски сега се остварува.
Тоа значи дека ВМРО ДПМНЕ, за да може да го мобилизира своето членство, неминовно ќе мора да оди десно, ќе мора да оди во национализам, ќе мора да оди во националистички води, ќе остави многу слободен простор. И тука е конфликтноста на таа политика која сега се случува во ВМРО ДПМНЕ. Пред еден месец во ВМРО ДПМНЕ почнаа да развијат одредена стратегија. Таа стратегија развиваше Завиша филм групацијата и таа стратегија всушност требаше да заврши со промоција на Христијан Мицкоски како човек на халето. Одбра одредени глумци, одредени политичари од Б холивудска продукција кои веле дека Христијан Мицкоски е човек на халето. А дека проруските структури се Трифон Костовски, Димитар Пасиев и некои беззначајни политички фигури на македонската политичка сцена. Тие се проруски структури, а Христијан Мицкоски во ВМРО ДПМНЕ водат проамериканска политика, дека Христијан Мицкоски е човек на калето. И тоа требаше да биде стратегијата која требаше да е пласирана пред македонските гласачи. Бидејќи вие ако немате американска поддршка, ако немате поддршка од калето, тешко може да победите на избори во Македонија, а и тоа да се случи уште потешко ќе може да формирате влада во Република Македонија. Дури таа Завиша филм групација сподели една моја емисија, ја суте по подсмеење, емисијата дека Дрезден групата на Владимир Путин учествувала, работела и ја формирала УЧК тамо некаде 80-тите години. Значи во тој филм и во правењето на тој филм дека тие се американци, дека тие се новите американци, а дека ДЕА и такви други структури расчистуваат со муртинскиот криминален клан на Зоран Заев, ова Завиша филм групација почна да споделува и моја емисија. Не ми донесе никаква гледаност. Таа емисија е една од најмалку гледаните емисии во текот на цела оваа сезона, што значи дека влијањето на таа Завиша филм групација е многу преценето на македонската, односно на Твитер политичката сцена. Меѓутоа, во правењето на тој филм направија две работи. Одбра Б холивудски глумци или холивудски глумци од таа Б продукција, кои треба да го напаѓат Христијан Мицкоски дека е човек на калето, дека се финансира од калето, дека унгарските пари не биле унгарски пари, туку биле пари на калето, а всушност само се лажал народот дека се тоа унгарски пари со кои се финансираат унгарските медии во Република Македонија и дека Христијан Мицкоски е преданик. Зошто е преданик? Бидејќи го слушал калето и бил американски човек. Тоа е едниот крак на таа политика. И вториот крак на политиката која сега спроведуваат е да го прикажат Христијан Мицкоски како народен трибун, како човек кој прави протести. А против што прави протести Христијан Мицкоски? Христијан Мицкоски прави протести против расподржбата на македонските национални интереси и договорот со Бугарија, кој треба да ја овозможи на Република Македонија од почнување на преговорите со Европската унија, тоа е под број 1, и второ за ослободување на браќата кои лежат неправедно осудени поради настаните на 27 април. А настаните на 27 април од американската политика бе означени како државен удар во Република Македонија. И дека ако не беше интервенцијата на американците, ќе беше прогласена вонредна состојба во Република Македонија. И сите кои учествуваа во тие процеси од американците беа пуштени низ вода. Беа isfрлени не на трибините, туку во паркот, некаде 5 километри надвор од стадионот, и сега им треба време и време не да се вратат на стадионот да може да играат фудбал, туку да се вратат на трибините да може да гледаат фудбал. И гледате, тоа е конфликтот кој сега се случува во ВМРО ДПМНЕ. Од една страна сака да го прикажат Христијан Мицкоски како човек на калето, кој ќе биде следен избор на калето за нов македонски премиер, а од друга страна да го прикажат Христијан Мицкоски како човек кој се спротивставува на политиките кои американците со уценетата влада, со криминалната влада на Зоран Заев, ги спроведат во Република Македонија. Тоа е таа конфликтност. Тоа е таа шизофрена ситуација која сега се случува во ВМРО ДПМНЕ. Христијан Мицкоски оди во одредени западни амбасади и лобира за смена на Александар Николовски и на Антонио Милошевски. Вели дека располагаат со структура во партиските редови на ВМРО ДПМНЕ, дека сега не може да ги елиминира, но дека тоа ќе го направи после локалните избори. Меѓутоа, на сите средби кои ги има во западни амбасади, Христијан Мицкоски не прифаќа да расчисти со Завиша филм групацијата, бидејќи вели Завиша филм групацијата му носи информации кои му се неопходни и со помош на тие информации мора да ја креира или може да ја креира својата политика. Политика како да го води ВМРО ДПМНЕ. Значи, после локалните избори Христијан Мицкоски е подготвен да расчисти со Антонио Милошевски, подготвен е да расчисти со Александар Николовски, но не е подготвен да расчисти со Завиша филм групацијата, бидејќи таа Завиша филм групацијата сега има исто такво влијание врз Христијан Мицкоски како што имаше врз Ѓорги Иванов. И така како што заврши Ѓорги Иванов, препариран како фазан од таа Завиша филм групација, така ќе заврши Христијан Мицкоски ако после локалните избори остане на чело на ВМРО ДПМНЕ.
Што се случува во СДСМ? После 8 години од доаѓањето на чело на СДСМ, Зоран Заев успеа да ја приватизира партијата. Доаѓа на Конгресот 2013 година, а сега со непостреното гласање пред 3 месеци, кога станува лидер со гласање на целото членство, тој успева да ја приватизира СДСМ. Радмила Шекеринска не е повеќе врвот на СДСМ. После 25 години за прв пат Радмила Шекеринска не е член на највисокото партиско тело или највисоките партиски органи на СДСМ. Радмила Шекеринска е се уште министер за одбрана, до кога ќе биде министер за одбрана ќе видиме. Меѓутоа, во моментот нема битна политичка тежина врз одлуките кои ги носи СДСМ и одлуките кои ги спроведува владата предводена од СДСМ. Заедно во пакет со Радмила Шекеринска требаше да биде сменет и Оливер Спасовски. Оливер Спасовски се спасува од смената на подпредседателската функција во СДСМ благодарејќи на аферата со Драги Рашковски. Ние сите шпекулиравме кој стои за таа афера со Драги Рашковски и сите велевме дека таа афера за Драги Рашковски е пласирана во јавноста преку медиумите и порталите под контрола на Радмила Шекеринска. Да, таа афера навистина беше пласирана во јавноста преку медиумите и порталите под контрола на Радмила Шекеринска. Меѓутоа, ако не знаете кој стои за одредена афера, тогаш треба да направите анализа кој добивал печалба или кој има печалба од таа политичка афера. Дали Радмила Шекеринска има бенефит од таа политичка афера или аферата за Драги Рашковски? Не. Радмила Шекеринска повеќе не е заменик председател на СДСМ, а до кога ќе биде министер за одбрана ќе биде, меѓутоа нема битно влијание, нема битна функција во водењето на политиките или креирањето на политиките на СДСМ. Стојо Пендаровски исто така има битни или добри релации со тие портали преку кои беше пласирана таа афера за Драги Рашковски, но во моментот на Стојо Пендаровски не му одговара фронтално да трне против Зоран Заев. И тоа што го кажавме за бугарскиот председател Радев, тоа важи истото за Стојо Пендаровски. Во моментот Стојо Пендаровски сака да биде решен тој македонско-бугарски спор, да отпочнат преговорите на Македонија со Европската унија и на тој принцип или на основа на тоа Стојо Пендаровски да бара втор председателски мандат. Затоа Стојо Пендаровски во моментот е фронтмен, не е Зоран Заев фронтмен на преговорите со Бугарија, бидејќи таму има службена влада, има службено правителство, тоа е Стојо Пендаровски. А Христијан Мицковски, напаѓајќи го Зоран Заев, тоа е една психолошка гледате ситуација, тој го напаѓа човекот кој му ги има дадено документите. И всушност го напаѓа човекот кој му ги дава документите за да ги скрие трагите дека документите, односно тој португалски предлог за преговорите помеѓу Македонија и Бугарија му ги дава Зоран Заев, тој го напаѓа Зоран Заев, сакајќи да скрие дека токму Зоран Заев му го има дадено тој португалски предлог и тука треба да глуми Джеймс Бонд или да глуми одреден инсайдер кој од дипломатски извор или круг ги има најдено документите или португалскиот предлог врз база на кој сега преговарат Македонија и Бугарија. Значи Стојан Пендаровски може да тргне фронтално против Зоран Заев, има добри релации со тие медиуми и со тие портали преку кои е пласирана аферата за Драги Рашковски, но во моментот тоа не му одговара. Единствен кој има бенефит од отварањето на аферата со Драги Рашковски е Оливер Спасовски. Само благодарејќи на аферата со Драги Рашковски, Оливер Спасовски се спаси и остана на позицијата подпредседател на СДСМ. И кога ќе направите одредена анализа, ќе видите дека единствено Оливер Спасовски излекол политички поени од аферата со Драги Рашковски. Драги Рашковски сега е вратен во домашен притвор. И тоа оди на штета на Бојан Маричич, министер за правда. Тој е паметно дете. Тој е перспективно дете. Тој е министер кој имаше перспектива. Со овие афери, Драги Рашковски, Цветанка Ивановска, Уставниот суд, можно ослободување на Орце Камчев, можно ослободување на Сашо Мјалков, зимање, односно давање зелено светло да биде во домашен притвор пуштен Сашо Мјалков, па блокирање на тоа зелено светло во домашен притвор да биде пуштен Сашо Мјалков, се праќа одредена слика или се праќа одредена порака дека судството сега исто на времето на судството во ВМРО-ДПМН, односно дека Сваровски судството на ВМРО-ДПМН е заменето со касарско судство во времето на Бојан Маричич. И тоа е штета за тој човек, и ако Бојан Маричич не направи нешто да ја смени ситуацијата, да го смени текот на работите и текот на процесите, многу лесно може да заврши пуштен политички низ вода. И би ми било жал ако биде пуштен низ вода, бидејќи има капацитет кај Бојан Маричич. Втората линија на разврска во СДСМ е Лјупчо Николовски. Лјупчо Николовски во моментот е етаблиран како човек број 2 во СДСМ. Тој е десна рака на Зоран Заев. Лјупчо Николовски ги доби сите функции кои претходно или ингеренции кои претходно ги имаше Оливер Спасовски. Ако долго време Оливер Спасовски беше човек број 2 во СДСМ, сега е тоа Лјупчо Николовски. Оливер Спасовски никогаш нема да се помири со таква политичка разврска. Ки ги чека своите 5 минути, и ако ги дочека своите 5 минути, ќе влезе во политичка разврска и со Лјупчо Николовски, и со Зоран Заев. Слаба точка на Оливер Спасовски е Максим Димитриевски.
Слаба точка на Оливер Спасовски се градоначалничките избори во Куманово. СДСМ последните 30 години ниту еднаш нема изгубено на градоначалнички избори во Куманово. Оливер Спасовски и Максим Дмитриевски никогаш не биле во добри односи, и тоа е благ збор, секогаш биле во конфликтни односи. И слабата ахилова пета на Оливер Спасовски е да си игра на картата Максим Дмитриевски. А ако сака да го добие Куманово, Оливер Спасовски ќе треба да прави големи коалиции. Во рамки на тие коалиции, ако не го добие Куманово, ќе треба да заврши неговата политичка кариера, бидејќи како ќе биде потпредседател на СДСМ, а сте изгубиле во родниот град, односно се изгубиле во градот кај што 30 години на локално ниво локалната власт била во рацете на СДСМ, ќе треба да прави многу големи джамбо коалиции, да прави отстапи кон сите, а Оливер Спасовски не прави отстапки. Оливер Спасовски е човек кој не завршува работа. Оливер Спасовски е најсличен на Тито Петковски. Тоа се тип на играчи кои атер не кршат, а работа не вршат. И сега ќе треба да научи како треба да прави одредени отстапки, како треба да дава одредени концесии, како треба да прави одредени коалиции за да може да се спаси од политичка пензија. Ако Оливер Спасовски не победи во Куманово, тоа значи негово политичко пензионирање. А ако победи со Максим Дмитриевски, тогаш не е главен човек во Куманово. Тој може да биде трет човек или четврти човек во СДСМ, ама нема да биде прв човек во Куманово. Тоа е ребусот кој сега треба да го реши Оливер Спасовски. И доаѓаме до градот Скопје. СДСМ мора да победи во градот Скопје. Зоран Заев вели дека Петри Шилегов е неговиот избор. Да речеме дека е така. Иако јас ќе бидам внимателен до крај, се доека не биде номиниран Петри Шилегов, јас ќе имам скепса дека Петри Шилегов може да не биде кандидат на СДСМ за градоначалничките избори во градот Скопје. Во СДСМ има сега два лика кои имаат многу битни партиски функции, а едниот од нив нема многу битна функција во хиерархијата на власта. Тоа е Сања Лукаревска, заменик председателот на СДСМ. После конгресот во мај, на местото на Радмила Шекеринска доаѓа Сања Лукаревска. Сања Лукаревска е формацијски втор човек во СДСМ, а во владината хиерархија некаде на 20 на 30 место како прв човек на управата за јавни приходи. И ќе видиме што ќе прави СДСМ со Сања Лукаревска. Има многу ниска функција во управата или во органите на власта, а има екстремно висока функција во врвот на СДСМ. Дали може да се случи Сања Лукаревска да биде кандидат на СДСМ за градоначалник на Скопје или да биде носител на листата на изборите во градот Скопје? И што ќе правиме со Венко Филипче? 3 месеци Венко Филипче беше товар за СДСМ. 3 месеци додека не се набавија вакцините, Венко Филипче со своето работење носеше екстремна штета на рейтингот на СДСМ. И сега се сменија работите. Венко Филипче одлично го спроведува процесот на вакцинација, избран е на функцијата потпредседател на СДСМ, заедно со Зоран Заев отиде на таа средба со Реджеп Тајип Ердоган, заедно со Зоран Заев секоја недела или секоја втора недела возат мотори низ Република Македонија. Секоја недела е во градот Струмица, што значи дека тоа пријателство не е само политичко, туку тоа е веќе едно лично пријателство. И без разлика што е потпредседател на СДСМ, улогата на Венко Филипче е многу поголема од функцијата потпредседател на СДСМ. Венко Филипче во последен момент не беше носител на изборната листа на СДСМ во петата изборна единица. Тогаш беше речено дека тоа е направено за да може да се посвети на справување со пандемијата со коронавирус. Меѓутоа сега Венко Филипче е во топ политичка кондиција, одлично го спроведува процесот на вакцинација, избран е за потпредседател на СДСМ, е министер за здравство, но тежи за многу повисока политичка функција. Ако не може да биде премиер, бидејќи премиер е Зоран Заев, неговиот пријател, дали може да биде кандидат за градоначалник на Скопје? Јас не велам дека Петри Шилегов нема да биде кандидат. Туку само анализирам и гласно размислувам. Ако во еден момент СДСМ оцени врз база на анкети, рейтинзи и така натаму, Петри Шилегов да не го кандидираат за градот Скопје, тога според мене најсериозни кандидати ќе бидат Сања Лукаревска и ќе биде Венко Филипче. На 14 јуни е самитот на НАТО. И Зоран Заев ќе треба да одговори на неколку прашања и на неколку домашни задачи кои му беа дадени, а ги немал реализирано. До 31 мај требаше од функцијата советник за безбедност на премиерот Зоран Заев да биде разрешен Зоран Верушевски. И тоа не се случи. До 31 мај, значи некаде до пред 2 недели, требаше да биде даден предлог Зоран Верушевски да биде македонски кандидат или кандидат за македонски амбасадор во амбасадата во Тел Авив, односно во Израел. И таа домашна задача Зоран Заев не ја заврши. И на самитот на НАТО на 14 јуни ќе треба да одговори пред партнерите кои му сугерира
да го разреши Зоран Верушевски и кој му сугерира Зоран Верушевски да заврши својата политичка, разузнавачка, безбедносна кариера како амбасадор на Република Македонија во Тел Авив, односно во Израел, зашто тоа го нема направено. Тоа е под број 1. Под број 2, гледате, Зоран Заев го ослободува во домашен притвор Драги Рашковски. И Зоран Заев ќе направи се да го спаси Драги Рашковски, па дури да влезе во конфликт со Вилма Русковска. Тоа нам станало многу интересно, бидејќи Фросина Ременски, поранешната потпредседателка на СДСМ, отвори фронт против Вилма Русковска, обвинувајќи дека Вилма Русковска е дел од сценарието и од инсталацијата на Сашо Мјалков, односно сценарио на Сашо Мјалков кај што Вилма Русковска ќе се појави на шарената револуција, ќе му се спротистави на Марко Зварлевски и на крај ќе го замени Марко Зварлевски, а во текот на целото свое работење ќе го штити и Сашо Мјалков, ќе го штити Никола Груевски и ќе го штити Јордан Камчев, но најмногу ќе го штити Сашо Мјалков. Тоа е значи пораката која го ја кажува Фросина Ременски, тоа отвора фронт против Вилма Русковска. Се надевам дека и Фросина Ременски и Вилма Русковска ќе прифатат интервју во рамки на мисијата во центар и ќе можеме да ги отвориме тие прашања. Меѓутоа во тие неколку писања на Фросина Ременски се кажани две работи кои ги потврдуваат тезите кои беа кажани во емисијата во центар. Како прво, улогата на Франкфурт мафијата, улогата во расчистување со Франкфурт мафијата и улогата на делови на припадници на Франкфурт мафијата, кои на крај ги формираат патриотските здруженија во Република Македонија и со помош на тие патриотски здруженија ги прават немилите настани на 27 април 2017 година. И како второ, дека дел од дугето на Никола Груевски, вклучително и првиот човек на Организацијата за борба против компјутерскиот криминал, не е сменет од Оливер Спасовски, е оставена таа функција, и ако Третата светска војна е биолошка или сајбер војна, тогаш оваа структура, кој Оливер Спасовски треба да ја гони, кој Оливер Спасовски треба да ја санкционира, не само што не е демонтирана, туку таа и понатаму во свој раце ги има главните алатки, главните пологи за водење на одредена политика во Република Македонија. И со помош на таа сајбер структура, ова завиша филм групација добива информации на дневна основа, и со помош на тие информации може да рекетираат, може да денунцираат и може да прават се што сакат. И никој не ги спречува во тоа, почитувани гледачи. И тоа е оно што најмногу му се замерува на Оливер Спасовски. Значи, Фросина Ременска ќе отвори сега фронт, како што јас можам да гледам врз база на незините писања, иако самата се соочува со еден многу тежок судски процес. Против неа се води еден многу тежок судски процес по врзување со Боки 13, тој меѓународен центар и така натаму и така натаму. Меѓутоа, колку што јас можам да видам, таа отвора фронт и против Радмила Шекерински и против Оливер Спасовски. И ќе биде многу интересно во наредниот период каква ќе биде разврската на тој фронт, бидејќи и Фросина Ременска и Оливер Спасовски и Радмила Шекеринска се обидува да имат контрола на тоа безбедносно милје во Република Македонија. Оливер Спасовски го има политичкото, односно полициското разузнавање, Радмила Шекеринска го има војното разузнавање, Агенцијата за разузнавање под контрола на Стео Пендаровски и останува испразнетото место по евентуалното заменување на Виктор Димовски како прв човек на Агенцијата за национална безбедност. Тука ќе се кршат копијата, ќе биде многу интересно како ќе биде таа политичка разврска. И велам, Лјупчо Николовски и Бојан Маричич. Лјупчо Николовски и Бојан Маричич беа мои фаворити да бидат нови лица на СДСМ. Лјупчо Николовски одлично искористи шансата. Лјупчо Николовски е втор човек, веќе таблиран како втор човек, ќе биде шеф на изборниот штаб. Ако победи на изборите, а извади многу добар резултат на парламентарните избори во третата изборна единица, ќе биде бетонирана позицијата на Лјупчо Николовски. Затоа и главните напади ќе бидат против Лјупчо Николовски. Затоа и аферата со неговото патување во Дубај всушност беше пуштена во исти период како аферата со Драги Рашковски. И јас мислам дека има исти ракопис и аферата за Драги Рашковски и аферата за Лјупчо Николовски, дека исти центарот кој ги пушта двете афери. Со едната афера сакаше да биде или требаше да биде елиминиран Драги Рашковски, а на индиректен начин и Зоран Заев, а со втората афера да биде елиминиран Лјупчо Николовски. Во првиот случај тоа му успеа, во случајот со Лјупчо Николовски тоа не му успеа, меѓутоа тоа е замрзнат конфликт. Тој конфликт кога тогаш ќе ескалира, кога тогаш ќе експлодира, почитувани гледачи. Зошто е тоа битно? Битно е бидејќи ВМРО ДПМН секогаш кога доаѓа на власт во ситуации и во услови на раскол во СДСМ. 98, односно на раскол во левицата или во левиот политички кампус. 1998 година така е поразан Бранко Царенковски. Васил Тупурковски прави политичка партија, Демократска алтернатива, ги добива гласовите на незадоволните леви гласачи во Република Македонија и го носи на власт Лјупчо Ѓорѓевски. 2006 година
2005 година Тито Петковски прави политичка партија, тоа е партијата на СДП, а 2006 година со помош на гласовите на Тито Петковски, поразен е Владо Бучковски, влада ја формира Никола Груевски. И затоа сега ВМРО ДПМН, ако сака да прати порака дека може да победи на избори, да прати порака према своето членство, према неопределените гласачи, према медиумите, према луѓето кои имат мок, према олигархијата и така натаму, треба да ја подгрева како сарма таа приказна дека СДСМ само што не се распаднало, дека има се поголем број на луѓе во рамки на СДСМ кои се против Зоран Заев, дека само што не е формирана политичка партија. Ако не биде формирана политичка партија, тогаш Бранко Црненковски и луѓето на Бранко Црненковски ќе направат независни листи и со такви независни листи ќе одат на локалните избори. И на тој начин всушност треба да се прати пораката дека во трет наврат или трет пат по исто сценарио ВМРО ДПМН доаѓа на власт. Ако ВМРО ДПМН никош не дошло на власт без помош на лева политичка структура или политичка структура која ќе ги освои гласовите на тоа лево гласачко тело, а ВМРО ДПМН сега се кара со левица на Димитар Апасиев, се кара бидејќи претходно објаснив Димитар Апасиев мора да биде прогласен за руски играч, а ако Димитар Апасиев е руски или проруски играч, тогаш Христо Мицкоски е играч на калето, бидејќи завиша филм групацијата направиле одредено сценарио дека Мицкоски може да победи на избори само ако биде продадена и приказната дека американски човек е човек на калето, и затоа не може Мицкоски да прави коалиција со левица на Димитар Апасиев, бидејќи како ќе прави американскиот човек е човек на калето коалиција со прорускиот човек во Република Македонија. Значи отпаѓа можноста со помош на Димитар Апасиев и левица да им бидат обезбедени левите гласови на Христо Мицкоски на ВМРО ДПМН, затоа мора да прават сосема друга политичка шашма, а тоа е дека Бранко Црненковски само што не излегол од политичка пензија, само што не излегол од тренерки, не го облекол повторно оделото и не почнал шетан из Република Македонија за да може да го собори и да го сруши Зоран Заев. Зошто тоа да го направи? За да му донеси гласови на разочараното лево гласачко тело на Христо Мицкоски, бидејќи само на тој начин ВМРО ДПМН и Христо Мицкоски, како што тоа било во изминатите 30 години, ќе може да дојдат на власт во Република Македонија. И останал блокот за Ердоган, односно разврските во Турција. На 14 јуни е закажана средбата на Џо Бајден и Реџеп Тајип Ердоган. После долго време Реџеп Тајип Ердоган ќе има средба со председател кој потекнува од редот на демократите во Америка. Нив ги обвинуваше дека му го направија пучот со помош на Фетула Ѓулен и дека во времето на Барак Обама всушност се направен пучот за соборување на Реџеп Тајип Ердоган. Може би е вистина, може би не е, но тоа е приказната која кажува Реџеп Тајип Ердоган. И сега Реџеп Тајип Ердоган се соочува со сериозна финансиска криза во Турција, се соочува со сериозни обвинувања за криминал, корупција, за одредени задкулисни активности. Седат Пекер, човекот кој беше спомнуван во аферата со пасоши во Република Македонија, кој беше протеран од Република Македонија, сега секоја недела на YouTube со прегледи од 10-15 милиона објавува видеа каде што го вади криминалот и валканите алишта не само на Реџеп Тајип Ердоган, туку на власта на Реџеп Тајип Ердоган и луѓето блиски на Ердоган. И Ердоган не реагира. Тоа што сега го прави Седат Пекер од Дубај, односно од Арапските Емирати, требаше да го прави од Република Македонија. И тоа беше ролјата на Седат Пекер. И затоа беше дојден во Република Македонија. Некој се исплаши дека ако Седат Пекер ги вади тие афери за Реџеп Тајип Ердоган, дека можно е да се случи турските разузнавачки структури да го киднапират Седат Пекер од Република Македонија, спакуван во некој авион да го однесат во Анкара. Од тоа се плашеше Оливер Спасовски. Затоа и го информираше Сулейман Соглу, неговиот колега во Турција, министер за внатрешни работи во Турција, дека Седат Пекер е во Република Македонија. При тоа не знаејќи дека Соглу е во конфликт со Реџеп Тајип Ердоган, дека министерот за внатрешни работи во Турција се гледа како потенцијален наследник да го земи приматот не само во партијата, туку и во власта од Реџеп Тајип Ердоган, и затоа на таа средба која беше во Анкара, односно беше во Турција, помеѓу Реџеп Тајип Ердоган присуствуваше Зоран Заев, Венко Филипче беше поканет, како што имам информации, не ги имам потврдено, и Буер Османи, но не беше поканет Оливер Спасовски. На претходната средба на Зоран Заев во Турција, кога се разговараше за решавање на македонското црковно прашање, беше поканет Оливер Спасовски. Сега не е поканет Оливер Спасовски. Всушност Оливер Спасовски направи се Седат Пекер да биде протеран од Република Македонија, бидејќи се плашеше дека може да му се случи блам, дека може да му се случи срам, турските служби да го киднапират Седат Пекер ако почне да објавува одреди афери за Реџеп Тајип Ердоган од територијата на Република Македонија. Меѓутоа во Турција се случуваат драматични потреси, се случуваат драматични промени.
Не би ме изненадело ако се гледа крајот на Реджеп Тајип Ердоган. Реджеп Тајип Ердоган 15 или 20 години од Турција направи најмокна регионална сила која е доминантна на Балканскиот полуостров, регионална сила која треба е доминантна во арапскиот свет. И тоа му го возможија германците и американците. Американските и германските разузнавачки структури му возможија и му дадоа зелено светло на Реджеп Тајип Ердоган да прави се со сака. Меѓутоа не му го возможија тоа да спроведува руски интереси на Балканскиот полуостров, туку да спроведува интереси кои ќе бидат во согласност со Германија и со Америка. Има два битни играчи на Америка во светски рамки. И за да знаете кога ќе пропадне Америка, треба да видите кога ќе пропаднат тие два нивни битни играчи, тоа е Германија и Јапонија. Се дека Германија и Јапонија се најмоćни економски сили во светот, или едни од петте најмоćни економски сили, прават огромни извози, суфицити, така натаму, не пропаѓа Америка. Првите сигнали за пропаст на Америка кога ќе почнат да пропаѓаат Јапонија и Германија. Значи тие му возможно на Тајип Ердоган да биде клучен играч, и Тајип Ердоган навистина помисли дека е клучен играч и дека треба да престане да ги слуша. Треба да почне да спроведа своја политика. Да спроведа политика во согласно со Владимир Путин и со Руската Федерација. И му се случува пучот. Сам го има ексценирано или навистина му се случува, тоа веќе небитно. Меѓутоа, мене ми се чини дека во Турција разврската ќе оди по една линија каде што исламизмот ќе се замени со национализам. Можеби нема да дојде опозицијата на власт. И можеби не е неопходна опозиција да дојде на власт. Можеби власта ќе се смени со луѓе од таборот или од кампусот на Реджеп Тајип Ердоган. Меѓутоа, исламизмот во Турција ќе треба да биде заменет со турски национализам. За да нема драматични потреси, да нема драматични тензии. Мислам дека во тој правец кој оди разврската во Турција. Зошто Зоран Заев беше повикан на средбата со Реджеп Тајип Ердоган? 2 дена пред Зоран Заев беше повикан и Еди Рама. Не е повикан Александра Вучич, бидејќи Србија не е членка на НАТО, што значи дека е повикан Еди Рама, повикан е Зоран Заев, за да Реджеп Тајип Ердоган испрати порака дека тој освен со Грција има добри релации со сите балкански држави кои се членки на НАТО. Го повика представникот на ДПС, партијата на турците, во Бугарија, за да покаже дека со Бугарија има добри односи. Тамо не можеше да го покани Стефан Јанев, односно премиерот на бугарското службено правителство или на бугарската службена влада, бидејќи таму има избори и не сака да се меша во политичките разврски во Бугарија. Меѓутоа, во исто време ги подобрува своите односи со Египет. Турција и Египет секогаш беа на спротивни страни. Дури Турција учествуваше во превратот кој се правеше во Египет. Сега имаа средба на заменик министерско ниво за надворешни работи и само прашање на време кога Египет и Турција ќе имаат средба на министерско ниво или на ниво на министри за надворешни работи. А Египет е клучен сојузник на Грција и им прави проблем на турците и во Либија и во врска со истражувањето на нафтени и други наоѓалишта во делот на Кипар, кај што Турција правеше одредени истражувања, влезе во конфликт не само со Грција, туку влезе во конфликт со Европската унија. Турција пред 2 недели имаше средба исто така на министерско ниво во Кавала, кај што разговара со министерот за надворешни работи на Грција и разговара за отворените прашања вклучително на градот Измир, кој никогаш не е прежалена рана на Грција, бидејќи во градот Измир кога се формира грчката држава тамо некаде 1829 година, живеат некаде околу 300 до 400.000 грци, за разлика од Атина, каде што во тој момент кога се прави современата грчка држава, живеат едва 2 до 3.000 грци. Тоа се разврските кои сега се случат. Јас мислам, почитувани гледачи, дека времето, дека рокот на траење на Реджеп Тајип Ердоган е истечен или истекува, дека тој е свесен за тоа и дека се ова што тој го прави за внатрешна употреба, се тоа силење, дека ќе прави одредени конфликти, дека ќе прави одредени тензии, дека има сила, дека располага со огромна моќ, дека сето тоа го прави за внатрешна употреба, дека неговата регионална моќ од ден на ден е се помала. Па дури Седат Пекер го обвинува Реджеп Тајип Ердоган и вели зашто дроновите или зошто дроновите Байрактар кои ги даваше во Азербеџан, Азербеџан има пари, со долари му ги плаќаат тие дронови, и зошто турската војска која ја прати да војува во Азербеџан, не ја прати, не им помогна на палестинците. Тоа се прашањата кои сега му ги поставуваат на Реджеп Тајип Ердоган. И Реджеп Тајип Ердоган молчи, што е несвојствено за него. Не одговара на ништо. Има проблеми во својата партија, има проблеми во својата влада, има проблеми со опозицијата, има проблеми со криминалот кој тој го има формирано, кој тој го има ангажирано за да спроведува одредени валкани работи, а по Седат Пекер и по работењето на Седат Пекер е снимена серијата Долина на волците, и Тајип Ердоган сега е ставен во тесно
И таа средба која ќе има со Џо Бајден на 14 јуни на самитот на НАТО ќе биде клучна за тај период и неговата иднина. Тој ќе се обиде да ги подобри односите со Америка, бидејќи ако не ги подобри односите со Америка, ќе се соочи со стравична финансиска криза во Турција и тоа ќе значи почеток на неговото политичко тонење. Ова беше нашата вечерашна анализа, ова беше емисијата во Центар. Кажавме многу работи. Ми остана еден дел ке Бојан Маричич. Бојан Маричич треба да добие поддршка. Бидејќи Бојан Маричич успеа да се справи со криминалот во правосудството. Кога дојде на функцијата министер за правда, му извади аферата со килимот на неговиот татко. Тоа за мене беше порака дека ова мафија, ова олигархија не гледа благонаклоно на Бојан Маричич и неговата функција министер за правда. Мислам дека сега ова што се случува во правдата, во правосудството, ова замена на тези дека Сваровски судството се претворило во кацарска судство, е работа која не треба да се случува во Република Македонија. Вие не можете да барате оправдување дека Јосифовски од прв човек на ДИК станал уставен судија и да правите реприза со Цветанка Ивановска. И при тоа да го пуштате низ вода вториот кадар во СДСМ, кој заедно со Лјупчо Николовски е најперспективен кадар во СДСМ. Што ќе добиете ако вие ставите Цветанка Ивановска, ја ставите Добрила Кацарска, да биде прв човек на Уставниот суд, направите одредени промени во судството по ваша мерка и во ваша корис, ако си го жртвувате министерот за правда, ако си жртвувате меѓународен секретар или секретар за меѓународна соработка, бидејќи тоа е улогата, тоа е функцијата на Бојан Маричич во структурата на СДСМ. Бојан Маричич треба да биде охрабрен да продолжи да расчистува со криминалот на Јордан Орце Камчев и на Сашо Мјалков. Не треба да му бидат скршени крилата. Имаше проблем како да го спроведи пописот, бидејќи формацијски тој беше задолжен за спроведување на пописот, односно законите за спроведување на пописот од државната статистика, тој ги предлагаше во македонскиот парламент, тој ги бранеше во македонскиот парламент, пописот е пролонгиран, треба да биде спроведен попис во септември, треба да биде спроведен попис ни по баби, ни по стричеви, како велат србите, треба да биде одличен попис проведен и треба на Бојан Маричич да му се дозволи да расчисти со криминалот. Оливер Спасовски тоа нема да го прави. Оливер Спасовски нема таква агенда. Оливер Спасовски нема таков карактер. И тоа е клучниот проблем на оваа влада. Оливер Спасовски е интелигентен, екстремно интелигентен политичар. Единствен политичар кој има успеано да го пренеси Бранко Царенковски жеден преку вода. Да биде исклучен од партијата во време на Бранко Царенковски, да се врати на уште повисока функција во партијата во време на Владо Бучковски и да биде причина за конфликтот помеѓу Владо Бучковски и Бранко Царенковски. Оливер Спасовски беше десна рака на Зоран Заев. Во времето кога Зоран Заев, како што тие велат, се бореше против режимот, Оливер Спасовски го чуваше грбот на Зоран Заев. Оливер Спасовски нема срце да расчисти со криминалот. Нема храброст да влези фронтално против криминалот. И Оливер Спасовски дозволува во негов мандат во Република Македонија овие луѓе кои треба да завршат во затвор. Ова застава филм групација која треба да заврши на топол опрок 3 пати на ден, да му се однесува како Мирко и Славко во Република Македонија, да му се однесуваат како Бошко Буха во Република Македонија, да фрлат бомби, да денунцираат луѓе, да прават зулуми од секаков можен вид. Тоа треба да се случи во Република Македонија. И ако тоа не може да го направи Оливер Спасовски, треба да му возможите на Бојан Маричич и на Лјупчо Николовски тоа да го направат. Дајте им поголеми ингеренции. Дајте им ингеренции, не само да ги добиват изборите, туку да спроведат реформи во Република Македонија. И ако трнале да спроведат реформи, дајте им одврзани раце. Немојте да ги ништите со Драги Рашковски. Немојте да ги ништите со Цветанка Ивановска. Немојте да им пуштате вода под нозете и да ги пуштате низ вода. Бидејќи пуштајќи ги нив низ вода, всушност самите се пуштате низ вода. Бидејќи ако не расчистите со криминалот, криминалот ќе ве совлада. Бегството на Сашо Мјалков, бегството на Никола Груевски, операцијата Конски скок, за која ви пишува словеничките аналитички центри, сето тоа што ви го кажуваат, расчистувањето со Зоран Верушевски, краците на Зоран Верушевски на 31. мај требаше Зоран Верушевски да биде пратен во политичка пензија. Тоа ако не се спроведе во Република Македонија, Република Македонија не може да стане нормална функционална држава. Ако не сакате да направите нормална функционална држава, има кој сака, но немојте да го спречувате. Тоа е пораката на оваа емисија. Пораката на оваа емисија, почитувани гледачи, е да ви кажам дека тоа што го прави Али Ахмети, го прави бидејќи политички резонира
бидејќи политички далеку гледа. Но тоа му е домашна задача. Таа домашна задача тој мора да ја спроведи. Ако сака да преживее, инаку ќе заврши како диносаурусите. Тие домашни задачи кои му се дадени на Зоран Заев, дел има спроведено, дел нема спроведено. За тие работи што ги нема спроведено, тој има алиби во Христијан Мицкоски. Бидејќи се доека Христијан Мицкоски е начело на ВМРО-ДПМН, Зоран Заев во свој раце ќе го има европскиот клуч на Република Македонија. Значи да може Зоран Заев да спроведи се што треба, да спроведи на начин на како што треба да биде сменет Христијан Мицкоски на челната позиција во ВМРО-ДПМН. Тој го кажам една година, за да може да се случат побрзи промени во Република Македонија. Промените треба да почнат во ВМРО-ДПМН. Тамо е конзервиран груевизмот. Тамо е Христијан Мицкоски ни риба ни девојка. Човек кој е инвестиција на груевизмот и човек кој сака да го смени груевизмот, а наводно не може да го смени груевизмот. И тука е конфликтот во таа партија. И тој конфликт на сушност ни прави проблеми на политичката сцена. Без силна опозиција која ќе се бори за преговори со НАТО и ЕУ, но тоа да го направи многу подобро, многу поефикасно и многу поуспешно. Ние имаме опозиција која протестира со 20 коли против влегување на Македонија во НАТО и ЕУ. Се додека тоа не се смени, Зоран Заев ќе владае во Република Македонија. Дали тоа мене ми се допаѓа или не ми се допаѓа, тоа е небитно. Тоа е ребусот на политичката разврска. Со оваква опозиција Зоран Заев ќе ги остане на власт најмалку до 2024 година. За тоа да го смените го Христијан Мицкоски. Обеше мислите во центар, јас сум Васко Евтов, почнувај гледачи. Може би кажав работи повеќе него што требаше. Меѓутоа, сите овие анализи треба да ги сватите како еден чекор да дојдете до вистината. Самите да правите анализи и самите доаѓате од истите заклучици. Се гледаме недела во 22 часот. Претходно ќе биде првиот надпревар на Република Македонија, нема никој да кажем Република Северна Македонија, на Европското фудбалско првенство. Многу среќи им посакувам. Ние ќе снимаме емисии во периодот док има Европско фудбалско првенство. Ако во нашиот термин игра Република Македонија, малку ќе ја поместуваме лево или десно емисијата, меѓутоа за тоа ќе бидете благовремено информирани. Многу среќа на нашите во недела. Се гледаме недела во 22 часот. Пријатна вечер Македонија, каде да си.